Шестоделенка од Ѓорче Петров била присилувана да јаде измето од куќе и снимана со телефон од 3 други девојчиња. Секој трет ученик во Битола е жртва на врсничко насилство. Нов случај на врсничко насилство, тепано и снимано 13-годишно дете во аеродром. Ова се само дел од новостите што ние како граѓани во последните неколку месеци ги слушаме и ги гледаме. Инцидентите што ја вознемирија јавноста покажуваат дека насилството меѓу децата станува се побрутално, а дополнително се засилува преку снимање и споделување на социјални мрежи, што го зголемува чувството на понижување и страв кај жртвите. Сајбер насилството погодува 50% од младите во Македонија, а половина од нив поради страв не го пријавуваат. Јасно е дека врсничкото насилство повеќе не е изолиран проблем, туку сериозен општествен предизвик кој бара системски пристап. Либерално-демократската младина уште пред 3 години го актуализираше предлогот за забрана или ограничување на социјалните мрежи како TikTok и Instagram за деца под 15 години со цел на намалување на сајбер насилството и заштита на нивниот развој. Понатаму, предлог за забрана и контрола на снимнување на игри, содржини и апликации кои експлицитно покажуваат и потикнуваат насилство. Исто така, преглед и контрола на филмови кои можат, особено кај помладите луѓе, да потикнуваат насилство, манипулативно да бидат употребени во пропагандистички цели со увеличење на насилство. Заштитата на децата мора да бидат приоритет, а спречување на врсничкото насилство заедничка одговорност на целото општество.